Добро вечер, почитувани гледачи. Ако се бара критериум според кој Дебар ги живее европските вредности, тогаш без сомнеш тоа е толеранцијата. Во овој град со животот никогаш не бил доведен во прашање. Во оваа општина секогаш спокојно звучеле татнежот на тапанот и звуците пискотот на зурлата. Се јаде заеднички кадаиф и зелник и различноста на другиот се почитува до коска. Верата и националноста може да се различни, но историјата е испреплетена, а сегашноста заедничка, еднаква за сите. Колегата Миле Ристевски го портретира Дебар. Продорен татнеш на тапанот и пискотот на зурлата. Меѓу кадаифот и тортата, кои подеднакво се сладки, а различноста на другиот се почитува еднакво како и сопственото семејство. Општина Дебар брои околу 20.000 жители. Различна вера, националност, но испреплетена историја и заедничко битисување во сегашноста. Станува збор за иселенички крај во кој секој враќа по нешто убаво, проевропско. Моите соговорници останале да работат во својот град, да ги подобрат работите онолку колку што можат. Горди се на толеранцијата која постои во целиот регион. Му недостасуваат начин на несувањето на граѓаните, како што кажа претходно, потоа му недостасуваат разни културни и спортски настани со кои што ќе се одбележи градот, културата на градот, како што ги одбележуваат и другите европски градови. И во главном е тоа. Ја по природа сум амбиенталист, го сакам местото, го сакам природата и навистина климата, убавината, луѓето, ова култура што е во Дебар навистина го нема никаде, овој почит, но сепак економијата мораме да работиме повеќе работи, не само во професијата, за да обстанеме тука. Дебар вложил, се надградува. Со европски пари од ИПА програмата изградена е спортска сала. За развој на алтернативниот туризам употребени се 200.000 евра, а за прекограничното управување со водните ресурси вложени се 160.000 евра. Овој крај се одликува со многу цркви и џамии, постари, понови. Оваа џамија, иако нова, изградена, уникатна е, со 100 прозорци и саат кула. Неколку километри подолу пак е манастирот во Рајчица, каде женското монаштво на манастирот прави уникатни митри кои ги носат голем број владици ширум светот. Занаат кој се пренесува од давнина. Тука некаде е и пештерата со селенит, минерал кој го има само уште во Мексико. Покрај најчистата река Радика, со мало скршнување, стигнувам до Еленски мост. Испреплетен со историја, за привлекување на туристи, но и за заштита на културното и природното наследство во Дебарскиот регион. Започна проектот Скокни до Еленскок. Овде во Мијачијата. Секое село има своја приказна, своја убавина. Се наоѓам во срцето на Мијачијата. Ова зад мене е селото Гари. Според многумина, бисерот на Мијачкиот крај. Од тука потекнува големиот зограф Петре Филиповски Гарката, кој со своите дела украсил голем број цркви и манастири ширум Европа. Гарската црква е една од ретките каде масонското око ве наблюдува. Него снимив како провокација да го посетите ова село. Тука најдувате на гостопримство. Ќе ве прашаат од каде сте, па дури и ќе ве прошетаат по околината на Гари. Овде го најдов Ѓоко Марковски. Електричната гитара од големиот град ја заменил со пискотот на зурлата. Го напуштил по големиот град и се вратил на корените.
Основал бизнис во својот крај. Вложува се уште во имотот на своите предци, при тоа обидувајќи се да го промовира целиот регион. Гари, како и сите села во Мијачкиот регион, изобилуваат со историја. Убаво е што младите се враќаат на традицијата, но и на регионов. Им треба и поголема афирмација. Планови за Дебар и за Мијачкиот крај постојат. Регион кој изобилува со природни реткости, но и преданија. Но недостасува поголема афирмација за да го заинтересира и домашниот и странскиот турист. Токму поради ова и не раскажав се за еден од најживописните краеви во земјава. Да, ја видовме личната карта на општина Дебар, а сега им велам добровечер на вечерашните учесници во ЕУ караванот низ Македонија, архитектот Газмент Цами, градоначалникот Ружди Љата и бизнисменот Абди Доволјани. Господа, добре дојдовте во ЕУ караванот низ Македонија. Македонија во Европската унија, каков бенефит за тоа ќе има, од тоа ќе има вашата општина? Градоначалник, повелете, имате збор. Што се однесува на град Дебар, прво ви посакувам добродојдени сте во Дебар и прво треба да знаеме дека Дебар е еден од најстарите градови во Република Македонија заедно со Охрид и Битола. Тоа е врз основа на историјата, на податоците, како живалиште в Дебар е меѓу најстарите заедно со овие две градови во Македонија. И со понатаму и со култура, и со цивилизација, и со односи со овие градови и понатаму. Дебар, во друга страна, е уникатен град. Го има своето битие уникатно за се што во животот. Така, можда е природата го подарил дебарчанецот, бидејќи чувствата на човекот кој живее во Дебар сасема се чудни и различити во однос на другите. Врз основа на ова не е случајно што Дебар сега има 20.000 жители, само Дебарско мало има во Скопје, Дебарско мало има во Истанбул, Дебарско мало има во Тирана и сега последните години не веќе Дебарско, не мало, него цел град имаме во Статен Исланд, во Соединетите Американски држави, во Америка и таму живеат, значи Дебар е град кој е малце поширок од тие амбиции што ние денеска ги имаме. Поширок од географската Европа широчина на и Европската широчина. Почнуваме од Истанбул, завршуваме во Њу Јорк. И сигурно има Дебарско мало во Италија. Најмалку Дебарско Дебарско мало, бидејќи има мало голем број селеници во таму. Италија можда за кратко време и таму ќе има и тоа е многу важно за дебарчаните дека својата култура од својот град го пренесуваат и таму каде одат, и таму каде живеат. Тоа е најдобар пример го имате во Скопје. Ако сакате цивилизација, култура, толеранција, за тоа што ви зборувате, ќе го најдете во Дебарско мало. Тоа го имате исто така во Истанбул, а да не зборуваме во Америка, каде живеат дебарчаните, се чудат и сами американците со овие луѓе и се чудат како се дојдени. Бидејќи ниеден дебарчанец во Америка немат што не е организиран во животот, да живеат комодно како сами американците, да имат еден мал бизнис, да имат добра работа, што се чудат бидејќи зашто овие луѓе се дојдени овде толку работници, дали немат работа во својот град, во својата држава, во своето место. Значи, надвор сме ефективни, ги даваме нашите вредности, нашите резултати, а овде во градот имаме такви тешкоти.
што се однесува во толеранција на градот, ние треба да знаеме дека во Дебар 4 од да кажам вака слободно дебарски од памти век, ние кавги меѓуверски не сме имале. Меѓунационалните односи било кое време, за време на османлиите, за време на Краљевина Срба, Хрвата и Словена, за време на комунизмот и сегашноста е во најголем степен, со исклучок во некои моменти кои некои луѓе неадекватни за Дебар, кои не имат баш онај крв дебарски, можда и да ни прават и проблеми. Само тие се надминуваат и во Дебар кој сака да живее, да знаат и треба да биде убеден. Треба да биде мирен, културен, во најголем степен на цивилизација, најтолерантен, бидејќи тоа го наследуваме. Не случајно ја реков Дебар, Охрид и Битола, бидејќи во стари времиња игнатија патот од Драч стигнал до таму. Не дека другите немат вредности, само тие вредности пак се различити, а во ови градови се различити. И ако влегуваме во страниците на историја, ќе видиме дека се дебарчаните најголеми пријатели ги имале во Охрид и најголеми пријатели ги имале во Битола. Ви благодарам на одговорот. Ете, градоначалникот Љата кажа многу интересни податоци, дека освен Дебар мало во Скопје, има Дебарско мало и во Истанбул, во Тирана и преку океанот во Америка. За бенефитот на општината од членството на Македонија во Европската унија, се надевам ќе разговараме подоцна во емисијата, ќе кажете повеќе и за тоа. Сега ги спомна само дел од европските вредности кои од памтивек, како што рече градоначалникот Љата, до денес ги живее општината. Господине Цами, според вас, кој ќе биде најголемиот бенефит за општината Дебар од членството на Македонија во Европската унија, бидејќи Македонија е тргната на тој пат, таа определба е конечна и стратешка и Македонија еден ден ќе стане членка на Унијата. Што од тоа, каква полза ќе има вашата општина? Со членството на Република Македонија во Европска унија се отварат широки можности за економски развој на државата, се отварат нови можности, нови пазари, ќе имаат слободно движење на луѓе и капитал, ќе се отварат можности за инвестиции на странски фирми во Македонија, така и во Дебар. Со тоа ќе се отварат и можности за нови вработување и ќе се стави еднаш за сегогаш на иселенување на дебарчаните во европските земји, па и во Америка. Доста граѓани на Дебар живеат и работат во Европска унија и тие многу добро ги знаат нивните правила и нивните стандарди. Према тоа и тие многу лесно може да се прилагодат и во тие европски норми и стандарди во општина Дебар. Благодарам. Господинот Цами е архитект по професија, а моментално е директор на локален економски развој во општина Дебар. А со нас вечерва на подиумот на ЕУ Караванот е и Абди Доволјани, директорот на фабриката на Кнауф во Дебар. Еден од брендовите на Дебар, заштитните знаци, освен бањите, е и гипсот. Какви се вашите очекувања кога Македонија ќе стане членка на Европската унија? Што ќе се смени конкретно во бизнис секторот, во деловниот свет? Значи, ефективноста која би ние очекувале ако Македонија влезе во Европската унија, врз основа на компанијата која јас ја представувам, тоа е европска компанија, една интернационална компанија, Кнауф, која во Дебар е веќе 17 години. Значи, европската компанија дојде во Дебар пред 17 години во времиња која не беа тогаш баш сигурни. И за да доаѓа една странска компанија во Дебар и воопшто во Македонија, има многу дилеми и прашања, затоа што многу се тие поедноставни, тие прашања ако таа земја веќе е членка на Европската унија. Прво е сигурноста. Колку тој капитал кој ќе се вложи во Дебар, на нашата општина, колку е тој сигурен. Додека ние сме надвор од Европската унија, секоја компанија со дилеми, со многу
значи проблематики би се приближавала и би инвестирала во Дебар. Само треба многу аргументи да има за да доаѓа прво. И ние Кнауф нема дилеми. Кнауф имаше на почеток многу дилеми и тие дилеми постепено дел се решија, дел се уште активни, пошто ние уште не сме дел од Европската Унија. Што значи дека ние, како фирма во Дебар, ние многу репроматеријали и други значи, технологии ги увезуваме од европски земји и на тоа има толку царински процедури и закаснувања, што директно нас во споредба со другиве не пречат. А посебно, ние сме извозна компанија, која 80% ги извезуваме во соседните земји, кои се дел исто членки на Европската Унија, и целата процедура за нашите клиенти исто е пречка. Значи, без граници, тоа би било еден голем бенефит за нас како компанија. Ние би очекувале голем раст не само во нашиот крај и пошироко. Тоа е како пример. Почитувани гледачи, вие сте на фреквенцијата на прва. Го следите ЕУ караванот низ Македонија. Вечерва општина домаќин е Дебар. Се јавуваме во живо од хотелот и ресторан Леон. Со нас на подиумот се и група граѓани. Веројатно чувте, дел од нивните мобилни телефони не се исклучени. Добиваат пораки учесниците и гостите во денешната емисија. Веројатно се нестрпливи да постават прашање. Ве поканувам да ни се придружите и вие во емисијата, да се обратите преку нашиот Facebook профил ЕУ Караван низ Македонија со став, прашање или коментар за некој од вечерашните гости. Ги прашавме какви се нивните очекувања од членството на Македонија во Европската Унија за нивната општина, а истото прашање им го поставивме и на Дебрани, да го чуеме одговорот од следната анкета. Колку Дебар е европски град? Дебар мислам дека е коната за европјанизиран град во Македонија, поради што е мултикултурен град. Географски испаѓа тука во Европа се наоѓа и... Како колку европски? Колку е европски град? Цел. Цела? Целе европски, во Европа е. Ако збориме за култура, за однесувањето на и почитување, да, Добро е. Колку ти се допаѓа Дебар? Добар. И ни 30% не е. Европски ништо не. Зошто? Нема народ. Што му недостасува на градот? Од инфраструктура, од култура, од спорт? Да, значи мислам многу работи му недоставува на Дебар и мислам на инфраструктурата, поради што Дебар е изолиран град, значи немат пат што треба прво да се поврзува со Кичево. Мал град е, например. Треба многу неса да има. пропадна младина. Нема ни врадување, ни ништо. Вработување. 3 сина имам ја, не се вработи ни тоа. Кои се вашите очекувања кога Македонија ќе влезе во Европската Унија? Па ние прво треба да бидеме европјанци. Ние прво треба да го стигнеме степенот на европјанците. Па ќе има добри инвестиции, тоа го очекуваат сите, не само ние во Дебар, мислам. Слушнавме различни оценки. Градоначалник, според што друго, освен според соживотот и толеранцијата, Дебар е максимално европски град? Што се однесува за Дебар дека е европски град, тука ја би додал нешто друго, што многу важно и би требало да оди заедно, за да бидеме сигурни ние во овој пат што сме го изабрале за Европа, мислим економски и политички, бидејќи ние се наваѓаме во Европа, само би требало, за да бидеме сигурни на овој пат, Дебар поминува низ тој пат, ама Република Македонија треба да ги зема два патишта. Еден за НАТО, еден за Европска заедница. Ако овие патишта не одат заедно, тогаш ќе ни биде малце тешко влегување и во Европа, па и во НАТО.
Ние знаеме, колку толку знаеме, дека тие ода заедно. А што се однесува пак на Европа, дебарчаните веќе секој ден го добива тоа култура, тоа сознање, баре за првите години за влез во Европа, што ќе бидат најтешките години. Треба да се навикнеме постепено на тоа што околу тоа што е најважно во Европа, првото да се навикнеме да ги плаќаме таксите што е од кои живеат еден град, една општина, една држава. А тоа навика на плаќање на тие такси доаѓа од нашите деца, нашите браќа што се во Америка и во Европа. И во Дебар веќе за тоа се зборува со години, дека вака како живееме и како се понашуваме ние не може да се влегува во Европа. И секој ден, секоја година имаме нешто поправка во тој однос околу придонесите што треба секоја фирма, секој човек да ги дава. Бидејќи со зборови не се влегува, знаете, со обврски се влегува во Европска заедница. А што се очекува од Европска заедница? Ние стално бараме инвестиции што стварно ни требат. Само Дебар и без инвестиции, ако ги имат, ако влегуваме во Европа, со овие капацитети што ги имаме, можеме ние да постоиме. Ние прво треба да ги искористуваме нашите вредности, нашето богатство што го имаме овде, со некоја инфузија од Европа. Има масовни планини со гипс, што е дојден Кнауф. И Кнауф е еден пример, јас стално го нарекувам Кнауф за Дебар универзитет. И тоа работнички универзитет, како може да се организира накомодно европски нашите луѓе, исклучиво од Дебар работат во Кнауф со германска норматива. Треба да искористиме максимум природните води, бањите, што едно богатство што напредува секоја година. Секоја година. Ние стигнавме во тие бањи со собственикот Цапа, од најдобрите бизнисмени во Дебар, годишно да имат 80.000 спиења во тие бањи. Бањско лекувалиште. Имат тука малце, тој имат препреки од сама државата, бидејќи не го имат истиот третман што го имат другите бањи. Место, например, бањиште Косовраци да пуштат најголем број пензионери, каде минимална топлина на вода е од 36 степени до 43-45, тие ги пуштат во други бањи кои треба да се греат сами со струја. Најчист воздух, најчиста природа од, например, од баниште, ретко може да најдуваш негде во Европа, може да само Маврово и негде друго, и не се искористени колку што треба. И имаме можности што ние треба да го земеме начинот на работа како европјаните, развојот на сточарството, што секоја година во Дебар напредува. Ми ги знаеме тие наши пријатели што имале по 100 овци, сега имат по 500. Значи тие напредуваат. А за да влегуваме во Европа, Балкан треба да влегува целосно. А за да влегуваме целосно, првото што треба да се реализира во Дебар, ова граница што постои да не е. Или да е максимално либерална. Иначе патот за Европа, за Дебар е преку Скопје и преку Тирана. Ние не можеме сами да одиме. И овие патишта треба да ни бидат отворени. И сега не можеме ние да се навикнеме дека одиме во Европа со патот 45-та година граден, со 5 метри и 60 години неизграден. Може ли општината со помош на фондовите од Европската унија да направи нешто на тој поглед, во тој поглед? Со фондовите на Европска унија имат други работи што треба да се направат. Мислев на некој проект за прекугранична соработка. Секоја година имат проекти, такви проекти имат. Како ви Само прво ние да ги завршуваме нашите должности, да им докажуваме на европјаните дека ние сме способни за таму. А најголема спречка за влез во Европа, што ние дебарчани сме подготвени да влегуваме, е тоа што некои односи не ни чинат. Имаме уште предрасуди. Уште не ни достигнува фондови кои ги заслужуваме. Дебар дава 62 милиона, такси годишно земат
околу 2 и нешто милиони. Му се враќат. И како ќе се развиваат? Во Европа да влегуваме равноправни, не како питачи. Ние станавме питачи, се го бараме од Европа, бараме. Јас лично барам од Европа методологија, како да работиме, како да се организираме. И тогаш, кога ние ќе се учиме како да се организираме, имаме право да бараме инвестиции што ќе бидат реални, трошени и ефективни за масата за дебарчаните. Господинот Лјата е прилично самокритичен. Господине Доволјани, вие сте директор на фабриката на КНАУФ во Дебар или декан на Универзитетот на КНАУФ, како што рече најозбилно го кажувам. Во КНАУФ секако работите мора да бидат европски или германски, бидејќи собствениците фирмата е таква каква што е. Колку општиот деловен амбиент во градот е на потребниот европски минимум за водење бизнис во градот? Како што се досега рекол, значи дебарчаните многу брзо се интегрираат на европските стандарди. Тоа го покажуваат сите наши дебарчани што децении биле надвор и сите тие искуства и напредување кои ги стекнале таму и дел се, значи тие се наши луѓе. Конкретно во нашата компанија исти тие дебарчани многу брзо се интегрирале во европските стандарди и сега можам да кажам дека ние веќе сме конкурентни во споредување со сите други сестри фабрики од истата фирма во Германија, во Англија, Франција и во сите други држави со исти стандарди и, да не кажам, со врвен квалитет на секој поглед, не само со квалитетот, него со сите вредности на еден вработен од почеток па до крај. Ние сме многу среќни со тоа како е тоа тие вредности како се постигнати, тие европски вредности и со тие кој успех е постигнат. Значи, тоа е стварно за пример за градот и за целата држава, како може, значи, една странска компанија која сака, која веќе одлучи да инвестира и која веќе се убедува, стварно ќе, значи, ќе го постигне тој успех што е планиран и, значи, во одредени нивоа. Впрочем, мора во КНАУФ и така да биде, најголем дел од производството на вашата фабрика за гипс е наменет за извоз. 80% е наменет на извоз. Од кој дел оди во Европската унија, на пазарите на Европската унија? Така, дел оди на Европската унија, значи нашиот квалитет е исто бренд светски, европски, со сите норми. И тука од нашите вработени, значи на почеток беа колегите од Германија, и после веќе 17 години сами ја водиме комплетната структура под исти параметри и процеси каде во Европа тоа така се води. А имате нови ранглиста, вие на успеси? Во тие ранглисти сега да не одолжуваме, ние сме последниве 5 години на 3-то место, а еднаш и на 1-во место. Како компанија? Како компанија Дебар во споредба со сите КНАУФ други 260 компании во целиот свет. Фабриките на КНАУФ ни светот, вие сте на 3-то место. Со сите параметри. Браво, секоја чест. Господине, сами вие како директор на оделението за локален економски развој при општината, ќе може ли ни кажете нешто повеќе во однос на тие проекти за прекугранична соработка со кои Дебар конкурира за европските фондови? Градоначалникот спомна дека такви проекти има. Зашто се користат парите и какво е вашето искуство на тој план? Општина Дебар уште од 2000 година има учествуван со проекти во европските фондови. Тоа изразено е во последните години со отварање на нови можности на Република Македонија, поточно со отварање на кандидатов статус за предпристапна помош на Република Македонија. Реализирани се неколку проекти во сферата на заштита на животна средина, во полето на подобрување на инфраструктурата и во полето на економскиот развој, односно на промовирање на алтернативниот туризам. Доколку конкретно зборуваме за проекти, такви проекти сме реализирани за подобрување на инфраструктурата, изградба на спортска сала со донација од Европска унија околу 600.000 евра и со друга партиципација на општина Дебар околу 150.000 евра. До сега општина Дебар немаше никаква спортска сала каде младите би можеле да ги одвиваат спортските активности, а со тоа сега град Дебар може да се пофали и редовно секоја година организира спортски настани и други културни настани токму во таа спортска сала.
Друг значаен проект е проектот за прекогранично управување со водните ресурси кој е реализиран во соработка со регионалниот центар за животна средина со канцеларија во Скопје, каде партнери беа општина Дебар, општина Пешкопеја и јавните комунални предпријатија. Со тој проект во соработка со сите партнери беа организирани неколку регионални работилници. Освен тоа беше изработена студија за состојбата на водоводот во општина Дебар. Беа организирани обуки за вработените во јавните комунални предпријатија како од јавното комунално на општина Дебар и во Пешкопеја, каде вработените беа обучени да користат современи техники за управување со водоводните системи во градовите. Друг значаен проект кој е во тек на реализација е алтернативен туризам на општина Дебар, каде меѓу другото се предвидува изградба на тротоар во должина од 2,2 километри покрај пристапниот пат за крајбрежјето на Дебарско езеро и сметаме дека изградбата на тој тротоар ќе го подобри инфраструктурата на крајбрежјето на Дебарското езеро, а со тоа и на туристичката инфраструктура кој е еден од битните гранки кои општината се стреми да ги постигне во целокупниот економски развој на општина Дебар покрај другите туристички понуди. Само на 5 километри од центарот на градот е граничниот премин кон Албанија. Каква е фреквенцијата на тој граничен премин? Имате ли податоци за колку туристи дневно или месечно или годишно поминуваат низ Дебар? Граничниот премин точно е тоа, се наоѓа во близина на градот Дебар. Имат фреквенција, тоа фреквенција не е толку колку што може да биде поради тоа што во територијата на општина Дебар недостасува терминал каде би можеле да се врши царинење на стоките кои и слободно да можат да се движат, како што спомнавме во почеток, слободно движење на луѓе и капитал. Стопанствениците се приморани царинањето да го вршат во Струга, а извозот да биде преку Дебар или, што е најлошо, за да се стигне некоја акцизна роба за Пешкопеја која е далеку 20 километри од Дебар, мора да патува низ граничен премин Ќафасан преку Тирана, па да оди до Пешкопеја, што тоа е околу плюс 200 километри патување до Пешкопеја. Значи, на Дебар се надеваме со евроинтеграционите процеси овие гранични бариери да бидат преминат да се прошири, и границата да представува само формално, физички да биде присутна и луѓето да се движат слободно. Во тој аспект ние се надеваме дека општина Дебар ќе добие некој позитивен импулс во економскиот развој. Освен тоа, како желба на сите дебарчани, било на Дебарскиот крај и на околијата на Дебар во страна на Албанија, го гледат изградбата на патот на Арбри, кој е пат што ќе го поврзе Дебар со Тирана за 80 километри. И воедно тоа ќе биде најкратката варијанта за спојување на двата главни града на Македонија и на Тирана. Скопје преку Дебар до Тирана. Скопје преку Дебар и Тирана ќе биде најкратката варијанта за спојување на овие два главни града. Сега бидете љубезни да им дадеме збор на гостите што се на подиумот со нас во хотелот Леон да постават некои прашања. Ве замолувам, представете се и поставете прашање до некој од вечерашните учесници. Добро вечер, јас сум Беким Крлиев. Моето прашање за гостите е каков вид на туризам треба да развива Дебар? Благодарам. Може градоначалникот или вие да одговорите? Све едно. Согласно стратешкиот план за локален економски развој на општина Дебар, алтернативниот туризам се гледа како најможната варијанта за развој на туризам. Тоа значи спојување на неколку видови на туризам, почнувајќи како главен носител бањскиот туризам, планинскиот туризам, спортско-рекреативниот туризам, природниот туризам, имајќи предвид дека ово подрачје располага со голем број на потенцијали од
сите овие гранки што ги спомнав, а освен тоа има и може да се развива и културниот туризам, пошто Дебар имаат богато културно наследство. Да, ако сте задоволни со одговорот, ве молам следното прашање, повелете. Добро, имам јас на прашање. Јас сум Гоце Љубиновски и прашање до гостите. Значи, која била перспективата на деноста што вие се занимавате со членството на Република Македонија во Европската унија, посебно на општината Дебар? Господин Довилјани, претпоставам за вас прашањето, повелете. Па, ја мислам дека сите компании кои ќе добива сигурно за да доаѓа да инвестират, ќе ги користат сите потенцијали во нашата општина, која има доста потенцијали, кои веќе се спомнати. И со таа сигурност се отвори иднина на сите, значи, млади луѓе, за да тие се интегрират во овие фирми и за да гледат својата иднина во својот роден крај. Повелете следно прашање од... Добро вечер до гостите. Од мене јас би сакал да прашам колку европските фондови се достапни за рурален развој, како што кажа господин Сами, веќе доста проекти се реализирани, но колку се достапни за да се развива руралните средини, да се развиваат и да се одима. Еве, ја би се надоврзал дали и земјоделството во Дебар запоставено или... Една од најслабите точки во делот на користење на европските фондове е токму гранката на руралниот развој. И во тоа поле немаме некој значаен проект што реализиран во делот на руралниот развој. А зошто е тоа така? Мада потребата за реализирање на такви проекти е многу голема. Сега се размислува за формирање на работни групи кои ќе анализират каде се слабите точки на ваквата состојба и ако треба ќе има можност за ангажирање на надворешен консултант кои ќе ги дават насоките за зајакнување на капацитетите на сите можни апликанти на ваквите отворени можности за конкурирање на проекти од рурален развој, пред се пошто на вистина овој крај има голема потреба за инвестирање во делот на руралниот развој. Добро, ако сте задоволни, би сакал да откриеме уште една слика за Дебар. Веројатно знаете дека природата му дарила на овој крај лековити, топли води, кои според некои истражувања направени во 80-тите години на минатиот век се на прво место во Европа, а во светски рамки се на трето место според лековитост. Повеќе за тоа во прилогот на колешката Сончица Николовска. Природата на Дебар му подарила извори со топла вода. Според истражувањата направени во 70-тите години од минатиот век, овие води се најлековити во Европа, а во светски рамки се на високото трето место. Непријатната миризба која ве пресретнува уште на влезот од градот, за кратко ќе престанете да ја чувствувате. А со самата посета на двете бањи, ќе се уверите дека и во Македонија може да има луксузен спа туризам. Семејството Цапа една деценија стопанисува со бањите Косоврасти и Бањиште. Старите бањски комплекси сега имаат модерен изглед. Ако никогаш служеа само за рекреација на пензионери, денес привлекуваат туристи од соседна Албанија од европските земји од Америка. 2004 беа 29.000 ноќевања. Со тој број ги најдовме. Сме сасали на 82.000 ноќевања во двете бањи, Бањиште и Косоврасти. Дебарските бањи вработуваат околу 200 луѓе. Собствениците планираат и други инвестиции во спа туризмот. Вела дека досега не користеле европски пари за проширување на бизнисот. Работиме исклучиво со кредити, бизнис кредити. Сега трчаме за овој грант, уште еден, ако успееме да земиме, имаме направено и проекти, дозволи, се што треба сме ги направиле за еден нов хотел со 150 соби, меѓутоа ќе биде со 5 звезди. Тој ќе биде сосема, исклучиво сосема нешто ново. Колку ќе успееме, не знам. Освен за бањски туризам, термалните извори кои се скапоцен ресурс во општината се уште не се доволно искористени како алтернативен вид енергија. Топлата и лековита вода истекува по улиците или се влива во реките. Во
Во светот овие води се користат и за производство на електрична енергија, за загревање на домови и оранжери. Од природните богатства на територијата на Дебар се наоѓа и единствениот гипсен релјеф во Македонија, што се протега во должина од 9 километри. Гипсот е со висок квалитет и се рангира меѓу најдобрите во светот. Бројните пасишта во Дебарско нудат можност за развој на сточарството. Стада со овси се уште се белеат по зелените ливади и ги користат последните денови за паша. Сточарот Мурат Дација подготвува фармата за зима. Одгледува 600 овција за да ги нахрани во ладните месеци. На површина од 30 хектари сади житни и фуражни култури. По 3 неуспешни обиди годинава првпат добил средства од ИПАРТ. Ги искористил за купување земјоделска механизација. На фармата во село Хаме на традиционален начин подготвува и бело сирење кое е надалеку прочуено. Млекото цело го преработувам сирење, немам млеко за некој друг дел. Целото го произведувам сирење и околу 10 тона годишно произведувам. Природата е многу чиста, не загадена од ништо. Фабрики нема, загадување немат и највише од тоа. Затоа е толку вкусно. Малите и средните предпријатија се носители на економијата во Дебар. Градското население најмногу се занимава со трговија, производство и услужни дејности. Со измена на урбанистичките планови, општината остава простор за локални економски зони. Во дело на старата касарна имаме предвидено лесење за загадувачка индустрија, некаде се 7 локации и уште 4 локации се за комерцијални дејности, нормално со компатибилни намени за истите. Некај приоден конструјав што се оди, преди се 4 до 5 планираме, значи локации со намена на хотелиерство. Се надеваме дека и во тој сегмент ќе има исто така заинтересирани диаспора приватни инвеститори со што би почнале да градат. Дебар е печалбарски град, секој семејство има по некој во Америка или во Италија. Општина Дебар ги отвора вратите за иселениците и печалбарите. Им нуди поволни услови да го инвестираат својот капитал. Ваквите вложувања треба да ја сменат економската слика во градот и да ја намалат невработеноста. Им ги должиме и минутите на нашите гледачи кои ни се обратија преку социјалните мрежи. Одиме на нашиот Facebook профил EU Caravan из Македонија да ги видиме прашањата. Како дебраните кои заминуваат на работа во странство да ги вратите назад? Имате ли идеја? Предпоставувам прашање за градоначалник Повелет. Идеја имат, а тоа треба да се почнува од почеток. Прво да ги запираме ови што се во Дебар да не одат, па потоа тие да ги враќаме во Дебар. Убаво и некој да замине, па да врати некој европско или американско искуство. Не, убаво е тие да инвестираат ови што се овде да остануваат овде во Дебар. Како рековте на почетокот, не научија тие што заминаа да ги плаќаме да носат. Дека научат овде во Дебар да работиме. Одиме со следното прашање од нашиот Facebook профил. Гипсот треба да биде заштитен бренд или бањите? Што мислите и како да ги заштитиме? Еве нека ни каже директорот на фабриката за гипс. Значи, термалните води и гипсот се двете исто многу битни брендови за нашиот крај, за државата и целата Европа. Меѓутоа, нашиот гипсен кристал, кој е ретко, број еден во светот... стакло е гипс. Тоа е стакло, гипс, затоа се вика гипсен кристал, тоа е број еден во светот. Дали тој ќе биде бренд, нека одлучат другите. Имаме ли време и за уште некое Facebook прашање? Одиме со последното прашање од нашиот Facebook профил за во оваа емисија. Странците се одушевени од некои работи во Македонија, а ние недоволно ги цениме или инвестираме во нив. Зошто? Ова прашање би можел да го одговори кој сака, кој се наоѓа прозван. Значи, инвестициите на странците се многу битно, значи тоа првата точка да осеќат сигурност. Тоа затоа е многу битно Македонија да влезе во Европската унија. После тоа, значи, сите услови се исполнети, доказ сме ние како странска фирма 17 години, која дојдовме, значи, на време која не беше баш сигурно, како пример за сите други странски фирми, ние сме отворени со општинава и релацијата измеѓу странска фирма и општина е највисоко ниво. Тука е со градоначалникот и сите администратори во општината в Дебар е исто како пример што сакам сите странски фирми да го применуваат во сите градови во Македонија. Да, мене ми е жал што минутите за нашата емисија полека изминуваат. Имавме уште многу теми за разговор. На крај ќе ве замолам за една куса визија за вашата општина по 10 години. Господине, сами почнете вие, како би ќе изгледа Дебар во 2024-та? Па,
Ние сакаме да после 10 години општина Дебар да е развиена општина, стопански јака развиена општина, каде природните и човечките ресурси ќе биде одржливо користени во придобивка на подобрување на социјоекономската состојба на општината, и истовремено општина Дебар да представува дестинација за алтернативен туризам во ниво на државата. Градоначелник Лјата? Што се однесува на Дебар после 10 години, тоа е нормално. Има некои услови Дебар да биде реално центар на ово подрачје, бидејќи се наоѓа меѓу Охрид и Кукас, меѓу Призрен и Корча, меѓу Тетово и Тирана. Прво што најважно, еношка за секогаш владата на Република Македонија треба да го стави во астал дебарското прашање. На кој град му е чин зулум најмалку 100 години. Да ги види реалностите на дебарчаните и вредностите и понатаму Дебар ќе добива развој после 10 години да биде примерен град и со култура, и со работа, и со производство. Иначе цивилизацијата, толеранцијата го имат во крвта. Господин Доволјани? Значи, визијата на Дебар после 10 години со оваа инфраструктура не изгледа идеална. Значи, се согласувам, владата треба прво инфраструктурата. Од Маврово за Дебар, кој патува, па и вие патувавте, ризикот е 100%. Нигде нема тоа. Ниту една странска фирма не, значи, под ризик доаѓаат во нашиот град. Инфраструктурата е основа за логистика и развивање на овој град. Тек тогаш можеме да мислиме за една добра и оптимистичка визија за овој град. Господа, ви благодарам на вашите размисли. Почитувани гледачи, Мијачко-Реканскиот крај, бистрата Радика, манастирите, термалните води и бањите се адутите врз кои Дебар ќе гради својата европска приказна. Вам ви благодарам за вниманието и довидување идниот четврток во ЕУ Караван од Свети Николе.